Луѓе мои, може би ви е чудно што стојам позади шанка, не пред чанкили, како што гласи тоа што го гледате, барем позади мене на шанк. Стоев долго време на шанк и видов дека со платите кои се во Македонија не иде работава цело време на шанк, па се префрлив позади шанк. Зошто да не се направи некој денар? Се смеам, луѓе мои. Се наоѓам на ова место затоа што имаме навистина ексклузивна можност да разговараме со првиот, јас би рекол, главниот човек на шанк. Тоа е единствената и атрактивна Ивана Наскова. Здраво, Ивана, и добре дојде на шанк, ама овој пат на гости кај тебе си добре дојде. Да, добре ми дојдовте. Како убава најава, прво морам да те заблагодарам. И второ, знаеш дека не ти е лоша идеја да почнам и јас позади шанкот да работам. Мислам дека може јас така повеќе пари за штикли ќе ми остануваат и за шетање. Па јас би рекол дека скромно, барем за основните работи, па сега штикли, сако, сега тоа ќе видиме. Некој бакшиш за плавуши фрлаат луѓе, не дека не фрлаат за плавуши. Тоа ќе видиме. Ова, луѓе мои, кое ќе го слушнеме во продолжение, тоест ќе имате можности да го видите, верувајте, не е договорено со Ивана, воопшто таа не знае. Појма немам шо. Стварно не знае. На почетокот имаме 60 секунди во кои Ивана треба да одговори турбо на глупи прашања, ке речам. Да видиме колку е спремна Ивана, иако знаеме дека е многу паметна, иако е ваква, да одговарам на глупи со ваква нијанса на коса. Сега сум многу паметна, ама на екраните гледате веќе бомба, имаме фитилчи, Ивана, како што можеш да забележиш. Тоа за 60 секунди ќе експлодира бомбата. Ние треба да одговориме на 12 прашања, ќе се обидеме да видиме што побрзи, за да видиме до кај ќе стасаме. Спремна. Не спремна? Стопирате или ќе гледаме бомба? Добре, ќе се видиме. Ајде, може. Со кој актер би седела на шанк? Сашко Коцев или Тони Михајловски? Тони Михајловски. Ако има нудистичка плажа во Македонија, би сакала да се сретнеш со? Сашко Коцев. Ако морам, би живеела живот како Анџелина Џоли или Ким Кардашијан? Анџелина Џоли. Во сауна би седела со Тошо Малерот или Иван Исцелител? Тошо Малерот. На свадба, ако мора, изборот за пејачка би била Гулабица или Сања Раке Пуке Раке Шлаке? Сања Раке Пуке Раке Шлаке, згодна е. Ако морам да правам пластична операција, би сменила? Ги зголемила градите. На шанк никогаш не би седела со која позната македонска личност? Гулабица. На Пуса остров 10. Луѓе мои, сите оние кои го гледате ова прекрасно дружење, се наоѓаме во студиото на Шанк, на истоимената емисија со водителка Ивана Наскова. Овде ќе го започнеме и официјалниот разговор, ова беше само за загревање и верувам дека супер и одлично се снајдовме. Имаме уште неколку вакви интересни работи, не се 60 секунди, ама за да дознаете, останете до самиот крај со нас. Сега официјално здраво, Ивана, добре дојде кај тебе повторно во емисија на Шанк. Вака од спротивни страни седиме, некој си ужива на шанк, некој си работи на шанк, кој као си заслужил, нели? И двајцата работиме во моментов на шанк, да. Ти позади шанк, ја на шанк, ама работиме. Играма може да ти ја украдам за кеминова емисија. Зависи од хонорарот, зависи од авторски права, знаеш, кај нас се со документи, да. Ти си значи оној паметен човек што знае да си го наплати трудот, не е за љубов, браво. Ти благодарам што дојде. Благодарам, Ивана, што ја прифати поканата да бидеш дел од Ексклузив МК и од нашите ексклузивни интервјуа. Од каде идејата за името на Шанк на твојата емисија? Заедно со екипата со која соработуваме, со Микс Маркетинг продукција и со Пан Принце договоривме да правиме една емисија што ќе се вика на Шанк, поради тоа што сме луѓе што сакаат да седат на шанк, да ти кажам право, и колегата сака на шанк, и колишката сака на шанк, а и јас сум си човек што сака на шанк да се опушти. Во последно време, кога излегувам во град, сум тип што не сака да резервира маси, си оди на шанк и откако ја почнав емисија, секогаш ми наоѓаат места на шанкот. Така да јас сум многу среќна што ја направив емисија, што ја крстив така. Фала Богу што не е на маса, се требаше да ме качуваат по маси, се шегувам. Опуштена емисија, релаксирана емисија каде што ќе го натераш гостинот да седни да се опушти, ти треба да има опуштена атмосфера. Сите се опуштаме на шанк, така да јас кога ќе ги седнам гости овде каде што седиш ти, и сакале неќеле, и најсериозните луѓе стануваат весели, опуштени. Моето следно прашање ќе биде токму околу опуштеноста. Барем јас, иако лично се знаем и приватно, вака и професионално, знам дека Ивана навистина е опуштена.
Колку е потребно спремање и подготовка за едно издание на Шанк со оглед на тоа што Ивана не глуми ништо буквално во емисијата, нормално дека секоја емисија бара сценарио, но емисијата навистина е единствена во Македонија и тоа е за поздравување. Што е ваква опуштена емисија? Колку е потребно време за да се направи се онака како што гледа публиката? Водителката е многу опуштена и затоа емисијата опуштена. Искрено како се спремам, не знам, една шиша вино. Се шегувам, не трезна сум, трезна работа. Во принцип, мојата долгогодишна кариера како радиоводител и како телевизиски водител порано доведа до резултатот да не ми е потребно некое посебно спремање за да дојдам овде, зборувам како навиена. Екипата ми е многу важно што е опуштена, релаксирана, значи јас кога ќе дојдам ќе седнам овде со нив, со луѓето кои се зад камера, знаат да ме насмеат, да ме расположат, да ме опуштат. Луѓето Хиба кога ќе ме шминка, кога ќе ме прави, значи она уште дека ме спрема за емисија, она ме смее, ме расположува и јас тука веќе сум спремна. Денеска дури вино ми понудија, као дека снимам со тебе, као вика Ева за ексклузив, ева едно вино да се напиеш. И ој ми благодарам, ми вика. И баш не ти се јавив Триков, може да ти дојдам малку весела. Тука ми мене припремата првична. Значи со луѓето со кои работам, тука ми почнува првата припрема. Емисијата од прилика година време како е во македонскиот етер. Година и ништо веќе. Да, година и ништо. Честитки пред се за јубилејот. Благодарам. Колку Ивана е препознатлива на улица, во автобус, во такси, во приватен авион, не знам кој како живее, со што патува. Со хеликоптерот кога се возам, никој не ме познава, комбајнот кој се качам, сите ме знаат и ми викаат еа една услуга ми треба. Баш денеска кога доаѓав наваму на кај снимање, постар господин што многу поздравам ми рече дека ја гледа емисијата и као девојчето од Чанкот. Викам добро, некоја гледа емисијава. И ме испофали, убаво ми доаѓа така ќе ме испофалат и секогаш кај нас во Македонија почна реченицата со многу ти е добра емисијата, ама имам замерка. Значи никој не дојде да ми рече као добра емисијата, рече немам замерка. Сите се со ама имам замерка. И ја немам против замерки, напротив, тоа се работите кои ќе ме направат подобро, тоа се работите кои те коригираат, тоа не е критика, тоа е да е конструктивна критика, да душа има и такви што само критикуваат. И човеков ми вика многу си опуштена, многу убаво збориш, ама никако гостин не ти се погоди да се опушти со тебе. И денес имав таква гостинка, што мислам дека следната емисија на Шанк конечно ќе сакаат луѓето да речат дека еве опуштен гостин Ивана си најде да си направи мовет како што треба. Ме препознаваат, но се уште многу крути сме, не знаеме да пофалиме, не знаеме да дадеме подршка, повеќе знаеме да осудуваме, да коментираме лошо, но не ме погодува тоа. Кога сме кај гостите, самата спомена Ивана дека ретко дека се опуштаат гостите и покрај тоа што имаат одлични и супер водителка. Колку е тешко да се најде вистински гостин во емисија во смисла да биде навистина оној кој ќе ја собере публиката, ќе се опушти, ќе се соблече пред камерите, во наводници го велам тоа, ќе се соблече, буквално ќе се отвори душата. Да, ти ако се соблече онака нема проблем да бараме публика за да гледа. Во принцип сите гости што до сега ми дошле биле окей, луѓе кои имале што да кажат и доста кажале и споделиле, но делот кој мене ми исцрпува до емисијата договарањето на гостите. Не сакам сега да звучам како мои колеги што покрена иницијатива за тоа дека глумат големи звезди сите. Луѓе, треба да бидеме попрофесионални. Значи јас не ве викам овде за да ви земам пари или за да добијам нешто од вас. Ве викам за да се испромовирате, да кажете што имате да кажете за да се појавите во јавност. Не е работа да се молјакаме по телефони и да глумиме Холивуд за да дојдете да бидете гости во емисија или не можам сега, ајде утре, ајде други ден, ајде. Ова е Македонија, пазарот на јавни личности, знаеш ти сам, е многу мал и мислам дека треба да бидат сите малку поприземјени и да дадат шанса да се направи нешто квалитетно во телевизискиот простор, бидејќи од турскиве серии луѓе веќе престануваат да гледаат емисија и ние од Петни жилици или од тим се трудиме да направиме нешто што е поразлично, а често не идуваме на отпор и тоа отпорот луѓето кои треба да гостуваат во емисија. Поради тоа што дел од нив мислат дека веќе постигнале толку многу да не мора да се појавуваат пред камерата, не мора да гостуваат по емисии, да треба да бидат молени како да се некои познати холивудски звезди пак ќе споредам. И тоа мене ме исцрпува, бидејќи сум човек кој е пред се пријателски настроен, кој нема задни намери, сакам да направам нешто добро и за нив и за публиката.
Тоа е сето супер да се направи нешто поразлично, да се има нешто квалитетно, македонско, произведено под македонско сонценце. Тоа е многу актуелно кај нас, наш производ баш македонски да биде. Емисијата доста време во македонскиот етер. Сега за сега барем оди еднаш премиерно на македонските телевизии, тоест на македонска телевизија во зависност од тоа со кои соработувате. Дали има можност за повеќе изданија од емисијата на Шанк премиерно да идат во текот на неделата, да не биде тоа еднаш? Не, договорот е направен за една телевизија си го добива правото да ја емитува премиерата, сите останати телевизии широм цела Македонија ја репризираат во наводници емисијата, односно тој што не ја фатил претходна емисија ја гледа или на неколку емисии понаназад се. Баш ми се случи со еден дечко од Куманово, ќе го поздравам, него као вика лудница, 4 телевизии пуштаат 4 твои емисии, различни гости. Таман викам да си одбереш кој гостин те бендисува, тој да си го гледаш или викам да нема мира од мене. Сега за сега е така договорот, бидејќи телевизија наши се прича сама за себе, не би сакала да коментирам. Сега моментално актуелна Ивана Наскова и како име и како лик на македонските ТВ екрани. До пред известно време беше актуелна преку радискиот глас, преку радиската магија, ама и во двата медиуми во улога и функција на водител. Дали некогаш си имаш испробано да пееш освен под туш? Јас на М2 многу пати се пријавував. Јас и влегов со Ламбе Алабаковски во полуфинале, ама тој победи тогаш. На М2 редовно се пријавував на времето. Многу сакав да пеам. Среќаш ни профи тоа кузне како ги коментира, ама ајде сполсекам ништо да га спремаш со пеење. Да, токму така е. Ова оддалеку е насетено, ќе бидеме комплетно оригинални со вас, верна наша публико. Ова е од прилика знае Ивана зашто ќе стане збор, а ќе ви појасним и на вас, но не ги знае прашањата. Да. Тоа е ексклузивата за сето тоа. Одиме со краток джингл од ексклузив и потоа со жешките прашања, а целта е ние ќе ја поставиме прашање, Ивана треба делумно да одговори со збор и да дополни по можност со турбофолк песна. По краткиот джингл се враќаме повторно наназад во студиото на емисијата на Шанк. Ивана веќе се распеа, додека одеше джинглот да се подготви. Ивана? Само да прашам, треба да пеам, ти ми рече, ако не слушам турбофолк песни да преслушам овие неколку денови да бидам спремна. Значи само со пење треба да ти одговорам. Еве вака, пример да речем одредена ситуација. Дај ми пример прво да ти да те чујам. Не, јас нема да пеам, само ќе дадам инструкции и насоки. Такви се правилата сега. Подароците како што делиш на твоите гости, ние нема да поделиме, бидејќи многу актуелно сега сите емисии делат подароци, па ние ајде да не делиме, да бидеме поразлични, ексклузивни. Например, да речеме колку често Ивана пие сок. И пример можеш да кажеш секој ден и да продолжиш со стихот песна. Добре, ќе пробам. Тешко, ама ќе пробам. Ајде. Првото прашање би гласило вакова, малце како на испит. Кога ти би требало да го запросиш саканиот? Со песна стих, тоа би било? Само тебе нисам могла ја наговори мајка на Роксина да се жени, само тебе нисам могла ја, ој си ма пеја, цица. Како би изреагирала кога би дознала дека дечкото ти изневерува? Запали чу пола града, идеш ли од мене сада? Па дека сум љубителна цица ова. Кога се караш со некој што ти ги скинал нервите, би му рекла? На Марс, идемо на Марс. Баш би го пратила на Марс. На Марс, идемо на Марс, плави словник. Сања море, сања другове, да. Ама за да одиш до Марс и треба превозно средство, а кога си во зграда, превозно средство е лифтот. Ако се заглавиш во лифт, се јавуваш на домарот и што ќе му кажеш? Ноќеска, биди мојот такси возач, ти види македонска писари, види на српска сега момент. Баш е добро кад се возимо, Некој ти каже, што ти не се вози лифта, дали нема врска. Следното прашање е, во аптека купуваш презервативи, велиш добар ден, ако може презервативи и продолжи. Дајте ми нека песна, овие. Ова бе, песнава со сандалеве што се кинат, као се викаш.
Ромале, 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 одма скидам сандале. Даваш отказ од работа и на шефот му велиш? Остани џубре до краја. Седиш на шанк и ти се пушта пијан дечко и му се обраќаш со стиховите? Пусти ме на миру, иди широко ти поле, а не пусти маква песна ме скомбинира. И последното прашање од оваа наша игра, иако не е наградна, ќе биде Остани џубре до краја. Би го отпеала стихот во ситуација? Да кажемо како ситуација, Да. Кажав кога ќе дам отказ, идам со таа или кога ќе раскинувам. Ако раскинувам, со таа раскинувам. Ама боље бити пијан него стар ми е подобра верзија, онака раскинуваш и одиш и му кажеш боље бити пијан него стар. Да смо били некад сречни пар, боље бити пијан него стар. Убаво пијам Димитар, ама ова беше... Луѓе мои, по краткиот џингл, некако многу џинглови ни дојдоа во ова ексклузивно интервју, но ќе бидеме поразлични. Не секој ден седиме на шанк, нели е така, Ивана? Барем јас. Јас седам секој ден, ама прв пат ми е мило што имам искуство да видам како им е на моите гости, додека прават интервју на шанк, значи сега ти ми правиш на мене интервју на шанков и ова ми е многу мило што после цели 2 сезони од емисијава го доживувам. Се надевам дека ќе има уште многу интервјуа, а кога сме кај идно зборување, идно време, кажи ми Ивана, што е следно, дали има нешто онака ексклузивно што можеме да откриеме за сите оние кои се фанови на тебе, на твојата публика, на твојата продукција, сите оние кои стоите позади шанк, дали ќе има некои измени во емисијата или нешто ново на твое приватно поле? Со Маркетинг Микс продолжуваме да правиме емисијата, да викаме гости луѓе интересни од сите можни профили, за да направиме нешто, како што кажав, интересно на телевизија. Емисијата ќе си продолжи, ќе си ја истираме сезонава до крај, затоа што ние сме издржливи и упорни. Лошите коментари не ме погодуваат, но би сакала секогаш да чујам конструктивни коментари кои ќе ми помогнат да станам подобра. Нова ексклузивна нешто вака не би најавила, бидејќи искрено не ни чувствувам потреба да правиме нешто ексклузивно сега веќе до средина на сезона, но дефинитивно здравје Боже од септември ќе направиме пак промени, затоа што секогаш сакаме да бидеме интересни и може да ме украдам на Димитар играва, па да почнам јас со моите гости 60 секунди, ете тоа е ексклузивно, ти го немам. Тоа е ексклузивата. А веќе приватно, ако би удела на оние кои мене ме сакаат како Ивана Наскова, тука се моите стендап настапи, кои излегоа како резултат на тоа што видов дека на шанк е со смеење, со комедија, па излезе дека ајде да бидам женска стендап комичарка, така да тоа е моментално ексклузивно што станав да ги засмеам луѓето. На последниот стендап ја имав можноста да бидам јас и тоа во првите редови. Навистина луѓе, Ивана е прекрасна, извонредна, не дека вака блиску седиме на шанк, него навистина е прекрасна. Кога е следниот... Мора да ме фали целот и гоtovo го срушувам шанкот врз него. Кога е следниот стендап, Ивана, и каде ќе биде и кои се условите за некој да биде присутен? Ако не приватно не те познава како јас. Услови нема никакви, значи ние не наплаќаме карта, во Public Room е бесплатно за да дојдат на мојот стендап, ќе биде дефинитивно месец април, само датум конкретно немаме одредено, сега треба во скоро да се видиме да се направи мојот околу датумот, али како изминативе 2 таму, мислам дека овој ќе биде одличен и ми се допаѓа што има многу голема поддршка, барем за стендапот има многу голема поддршка. Луѓето сакаат да се смеат, блискиве мои се лутат па им поминува, може до крај на 5-6 стендап ќе морам нови другарки да си барам од све, кажа што имам да кажам. Не се шегувам, ама во принцип ќе ви известам со време и ти пак ќе бидеш поканет во прв ред да бидеш таму за да се насмееш со мене и да ми кажеш после Ивана тоа не чинеше или ова не чинеше, затоа што си таков човек искрен и кажуваш тоа што треба да кажеш професионално, затоа што окото ти баш забележува професионални такви деформации што ги правам, некои киксови што ти од професионален аспект ми ги посочуваш. Благодарам Ивана на овие убави зборови. Јас од мој име и од име на цела екипа на Ексклузив МК ќе ти посакам многу успеси на приватно и професионално поле и се надевам дека ќе се видиме повторно, ако не е вака пред камери, барем негде во град, во собрана, опуштена екипа, ќе седнеме на шанки, ако не друго барем може сок да пиеме. Не сме со сок сега, лаже дека не сме да кажат и пиење, никош не се шегувам.
Ексклузиво. Ексклузив МК, благодарам на Ексклузив МК што одвоивте време за моето интервју, овака шубаво. И благодарам на тебе, Димитар, прво што си ваков голем професионалец, второ затоа што баш со мене одлучи да снимиш интервју и да ти кажам дека редовно ги читам твоите статии и секогаш знаеш ништо интересно да напишеш што ќе ме заскокотка за да отворам и да прочитам и продолжете добрата работа со порталот. Дефинитивно треба да држат тебе тука, затоа што супер си. Поздрав до сите одговорни. Луѓе мои, јас нема да се одјавам како стандардно од секоја интервју, ќе го препуштам тоа задоволство да биде на мојата денешна соговорничка, а ваша гостинка, домакинка како сакате, Ивана Наскова. Јо, не ми го кажа. Тоа беше Ексклузив МК интервју заедно со Димитар и Ивана Наскова. Вие секогаш бидете на шанк и уживајте во најновите новости на Ексклузив МК.